Почитувани граѓани, Ѓорги Иванов свесно ги кочи процесите кои се од витален интерес за граѓаните. Иванов неосновано одбива да потпише укази за десетина закони и со тоа нанесува директна штета на стотици илјади граѓани во нашата земја. Додека јас зборувам за тоа како да ги задржиме младите дома и да им обезбедиме услови да основаат дом и семејство во својата татковина, Иванов одбива да го ратификува законот за субвенционирање на стамбените кредити, на јавноста познат како купи куќа, купи стан, и со тоа на младите им ја ускратува можноста да ги користат новите, исклучително поволни кредити и дополнителни субвенции за купување на собствен дом. Додека јас зборувам за родова еднаквост и право на собствен избор, Иванов ја враќа жената назад. Тој одбива да го потпише указот за важење на законот за прекин на бременоста и со тоа им го ускратува правото на жените за безбеден прекин на бременоста и слободниот избор на жената самостојно да одлучува за сопственото тело и живот. Додека јас повикувам на обединување, еднакви права и можности и достоинствен живот на сите, Иванов поддржува дискриминација. Имено, со новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, кој Иванов одбива да го потпише, за прв пат кај нас со закон се заштитуваат лицата со попреченост, различен полов идентитет и различна сексуална ориентација. Ако зборуваме за судството, Иванов е главниот кочничар и најголемиот виновник за неспроведување на реформите во судството во земјава. Тој не го потпишува законот за судовите и законот за управните спорови и со тоа не дозволува да се утврдат јасни и прецизни постапки за разрешување на судии, нивната дисциплинска одговорност и како и именување и унапредување на судиите. Бидејќи Иванов не го потпишува законот за прекршоци, граѓаните се уште плаќаат повисоки казни. Новиот закон за прекршоци директно влијае на буџетот на граѓаните, бидејќи истиот предвидува прво опомена пред казна, но и намалување на казните за високи 75%. И економскиот напредок на земјата е блокиран од Иванов, затоа што не го ратификува законот за финансиска поддршка на инвестициите. Новиот закон значително би ги олеснил процедурите, но и би го зголемил бројот на компании кои може да аплицираат и добијат државна поддршка за развој на бизнисот. Новиот закон за енергетика исто така, кој Иванов одбива да го потпише, предвидува замена на фосилни горива со енергија добиена од обновливи извори. Со тоа тој ги занемарува едно од најгорливите прашања во нашето општество, заштитата на животната средина и здравјето на луѓето. Иванов не го потпишува ниту законот за тутун. Со тоа на повеќе од 150.000 луѓе, на над 40.000 семејства кои живеат од тутунот, им го ускратува правото да ги искористат придобивките од новиот закон за тутун, а ги има повеќе. Врховниот командант на вооружените сили на нашата земја одбива да го потпише и законот за изменување и дополна на законот за служба во армијата. Новиот закон овозможува јавната администрација директно и без оглас да преземе лица кои до својата 45 година и служеле на армијата, а поседуваат потребни квалификации за одредено работно место. Иванов го блокира и законот за практиканство, законот за измена и дополнување на законот за јавен долг, законот за регистрирање на готовински плаќања, законот за задолжување со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка по договорот за заем за финансирање на проект за олеснување на трговија и транспорт во Западниот Балкан. Потоа законот за изменување и дополнување на законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, законот за електронско управување и електронски услуги, законот за централен регистар на населението и така натаму и така натаму. Почитувани граѓани, гласот за Силјановска е глас за новиот Иванов. Нив ги интересираат само партиските интереси, а со тоа директно ги негираат основните човекови права на сите наши граѓани. Ако ја добијам вашата доверба, првиот ден од мојот претседателски мандат ќе ги потпишам сите овие закони, но и сите други кои ќе дојдат, а кои се од највисок интерес за сите граѓани на нашата држава. Благодарам.